после 5 години, повеќе од 5 години, во Шуто Оризари, во амбуланта, во поликлиника, нема гинеколошка ординација. Тоа го земавме како задача од почеток да го решиме овој проблем. И денеска го решиме. Одамна ви кажавме дека веќе имаме решение, веќе имаме докторка која што помина низ повеќе процедури во кои што помогна сите, целата администрација во Министерството. Би се заблагодарил на сите што работат и во здравствен дом и во поликлиника, Бит пазар, сите што помогна во оваа процедура за да докторката денеска официјално почне да работи во поликлиниката Шуто Оризари. Јас се надевам дека таа успешно ќе работи, се надевам дека пациентите ќе бидат задоволни и се надевам понатаму да најдеме и во сите други региони кај што недостасуваат гинеколози, а прилично недостасуваат из цела Македонија. Чули докторка да ни каже што очекува Ние кажавме, ја мислам дека да не ја поставиме во ситуација да докторката, кажавме се што требаше да се каже. Добро, ама сепак информирање на пациентите, голема општина, е убаво да каже нешто докторката. Çka pret një kjo? Në mundon të komunikoj, sepse kemi marrë dhe motrën që dëgjoj maqedonisht. Unë po bëj në mënyrë intensive për gjuhën maqedone, po punoj, i kuptoj shumë mirë, po ngadalë do mundohem. Јас македонеса? Зборувате македонски? Да. Може да македонски? Кај што е на Nuk македонски? nuk mund të shpreh, të flas, ne morëm. А како ќе комуницира со пациентките? Значи, медицинската сестра што работи со незе, таа е македонка, знае, значи збори македонски, таа разбира све на македонски, меѓутоа зборувањето и е тешко на македонски јазик, затоа таа интензивно учи сега македонски јазик и се надеваме, меѓутоа разбира комплетно оти живее по долг период во Македонија. Така, колку дена ќе работи во неделата? Секој ден ќе биде докторката, значи ординацијата е регистрирана цел ден, значи некако порано. Od 9 do 4. Од 9 до 4. И уштино, дали може да дава упати? Дали ќе биде како матичен гинеколог за да даде упати? Да. Има и замена, може да даде. Се како што треба како матичен гинеколог, како што го советува. Може ли вие како сестра да дадете изјава? Вие сте медицинска сестра. Јас сум медицинска сестра, имам работено во општина Чаир, поликлиника Чаир. Имам работено во поликлиника Чаир, здравствен дом, исто гинекологија со доктор Флора. Имам работено 3 години и знам прилика како да се работи со ова струка. Мислам, ја разбирам проблемот на пациентите, се разбирам со пациентите, комуникативна сум и како со докторката заедно со работа ќе поминеме на секоја. Да. Јас сум Неџиба Исмаили, живеам во општина Бутеледен. Може да докторката да каже што ја обидите? Докторката работи веќе 9 години во Албанија, има работено во Аџибаден хоспитал. Значи 5 години немало. Во Албанија. 5 години не, повеќе од 5 години, после имал некој гинеколог кој што доаѓал ден-два, сега ќе имаме редовно гинеколог. Ја убедив дека докторката убаво би било да работи во регион кај што нема да помогне, таа прифати тоа да го направи, меѓутоа процедурите трае. И знам дека од вас новинарите често имаше критики зошто не се отвара, дали беше тоа лага, дали стварно ќе се отвори. Еве дојде денот кога го отворивме, се договоривме таа да почне тука, да работи, да функционира како што треба и се надевам да се прошири оваа ординација и да има и повеќе гинеколози. Ако може. Кој беше Мотив нема, само седнавме, разговаравме и кажав дека постои регион во Скопје кај што нема гинеколог. Дали има поголем мотив од ова? Значи околу 8000 жени репродуктивни. Само едно прашање, до кога планирате официјално да станете на министерската функција и дали од партијата од кај што доаѓате веќе одлучено кој ќе биде ваш наследник? Се уште не, разговараме, сме во договор, значи тоа не е само одлука на нашата партија, тоа треба да е одлука на целата влада. Ќе видиме каков став ќе завземеме. Размислуваме во тој правец како да се реши. Официјално до кога ќе бидете министер? Ќе видиме, ќе ви кажам официјално кога нема да видам, ќе викнам и ќе ви кажам.